денеска да наместо да дискутираме точно за решавање на проблемот, односно за кашата во која што ја донесоа Република Македонија во делот со пасошите, во делот со личните документи, ние денеска ќе дискутираме за новата измама на Тала Џафери и на неговата Дуи. Денеска сведочиме на континуитетот на измамите од страна на сега веќе техничкиот премиер Тала Џафери, кој оваа распадната гарнитура на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија безпоговорно ја минува. Продолжува и денеска со нова безмислица и изигрување на коалиционите договори во кои самите учествувале. Целата македонска јавност гледаше кога Алијанса за албанците ја спасуваше владата на Дуи и на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија минатата година, како се договараа за едни работи, за да денеска гледаме дека тој договор не си го почитуваат токму тие што го преговарале и што го договарале. Дуи уште еднаш преку техничкиот премиер докажува дека со 13 пратеници може да разрешува и поставува министри и да не ги почитува договорите во кои учествувале. И заедно со Социјалдемократскиот сојуз се докажуваат дека се целосно недоверливи партнери со кои може да договарате политичка агенда и да успеете истата да ја реализирате согласно договореното. Од тука, логично се поставува прашањето кој би сакал утре да прави коалиција со овие. Со некој што не си стои на зборот и затоа што албанските партии зошто повторно би биле за морчење на Дуи. Кој би сакал повторно да склучува договори со Дуи за да биде распаднат? Верувам дека тоа многу брзо ќе го осети и Зијадин Села, но тоа си е нивна работа и не сакам да се мешам во влада која постои уште 80 на денови, а и во партиите кои после падот од власт ќе се доведат на раб на екзистенција. Токму поради тоа што ќе следи темелен и суштински процес на проверка на незаконитото работење и богатењето на криминален начин, за што постојат сериозни индиции. Откако техничкиот премиер беше нарекуван со најпофални зборови, па дури се отиде и дотаму дека бил како Ајнштајн, од денеска таквите епитети се несоодветни. И истиот може да носи една друга титула, а таа е крал на контрадикторност. Зошто? Затоа што во петокот во неговото обраќање за разрешувањето на министрите се повика на законот за влада, во кој не пишувало дека може да има две опозициони партии во техничката влада. И тоа е навистина така. Исто така се повика на Facebook статус на лидерот на Алијанса за албанците дека неговата партија ќе делувала опозиционо. Колку е сериозно премиер да се повикува на Facebook статус и врз основа на тоа да води државна политика, нека ценат граѓаните. Јас сметам дека е трагикомично и е навреда за здравиот ум, и тоа го кажав и минатиот пат. Но ете, и да е тоа така, односно и да не може да има две опозициони партии во владата, и да е точно тоа што го напишал лидерот на Алијанса за албанците во Facebook статусот, тогаш се поставува прашањето: како е можно од истата партија која веќе заминала во опозиција, за која самиот кажува дека е така, да ни предлага министри? Ваква контрадикторност на ставови сум ја среќавал кај Тала Џафери, кој секогаш се обидувал да го изигра уставот и деловникот, се повикувал на толкување на членови кои ги толкувал како нему му одговарале. Но сепак се повикувал на некакви законски регулативи. Денеска образложението е тотално промашување. Сепак, очигледно е влијанието на Артан Груби врз него и веројатно има попуштено во концентрацијата, кога ја носел одлуката и кога го пишувал говорот за денешнава седница. Инаку Артан е познат по контрадикторности, ќе ве потсетам на бандитскиот упад на неговите сопартици и високи партиски функционери во МНАВ, кога веднаш скокна во нивна одбрана. За малку дури ја убедуваше јавноста дека таков напад воопшто и не се случил. Понатаму, дилемата која пред нас ја поставува техничкиот премиер е поврзана за стручноста на разрешените министри, кои според него не беа сменети заради нестручно работење. Тогаш, која е логиката денеска да ни се предлагаат нови технички министри и да ни кажувате колку се тие стручни и професионални, кога тоа не беше критериум за останување во влада? Почитувана македонска јавност, денеска ние не дискутираме за избор на министер за здравство кој ќе ги изгради клиничките во Скопје и во Штип. Не дискутираме за подобрување на условите во болниците или за набавка на нови амбулантни возила. Не. Такво нешто нема ни да има.
Овде дискутираме за демонстрација на моќ од страна на ДУИ врз Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и врз државата. Наместо да се фокусираат на техничкиот мандат, кој ова собрание им го има доделено, тие решија да се служат со измами и да ја замајуваат јавноста, демек, ете нешто се случува. А што се случува, веќе реков. Денеска повторно ќе видиме гласање и аплаузи на новите владино опозициони министри од страна на субмисивните од Социјалдемократскиот сојуз, кои толку добро се снаоѓаат во таа подредена улога на ДУИ, што за да не се срамат во јавност, дури се измислија и нов термин – коалицијски потенцијал. Тоа е новиот термин. Колку повеќе отстапки правиш на своја штета и на штета на својата држава, толку поголем коалицијски потенцијал сте имале. За мене тоа не е ништо друго освен политички мазохизам. Политичкиот мазохизам на Социјалдемократскиот сојуз, изразен преку постојаното правење на отстапки на своја штета и на штета на државата, а на сметка на помалиот партнер ДУИ, имаше и доправа ќе има сериозни последици, како на индивидуално ниво, така и на ниво на општество. Тука слободно можеме да зборуваме за губењето на авторитетот и демонстрација на неспособност да се управува со процесите во државата, целосно искористување и злоупотреба преку наметнати пракси и во собранието и во владата, апсолутен застој и назадување во постигнувањето на целите од програмата, со која ги излажаа граѓаните дека ќе им донеле живот, како и назадување во многу сегменти од општественото живење. Затоа нема никакви истраги во семејството Ахмети. Затоа дозволија Фондот за иновации да го претворат во фонд за Дрин. Затоа им назначија координатор од ДУИ за коридорите при жив министер за транспорт и врски. Затоа им назначија и координатор и заменик координатор од ДУИ за НАТО при жива министерка за одбрана од Социјалдемократскиот сојуз. Секако, тој политички мазохизам ги доведе Социјалдемократскиот сојуз на Македонија до губење на довербата, а со тоа и губење на поддршката од граѓаните. 73% од граѓаните сметаат дека државата се движи во погрешна насока, а 53% од граѓаните се изјасниле дека имаат уназадување на стандардот на живот. За денешната измама се свесни сите. Свесни се граѓаните, свесни се и Социјалдемократскиот сојуз. Затоа на 24 април и на 8 мај ќе го испорачаат неминовното, а тоа е победа на ВМРО ДПМН и пораз на Социјалдемократскиот сојуз. Благодарам. Има збор Антонио Милошовски.